А сега време да ја пречекаме и нашата гостинка, односно прво да го соопштиме поводот, денот поради која што таа е. Тука имавме многу светски денови периодов, се не знам дали ги има многу светски денови или пак ние сме премногу актуелни, но овој ден никако не можеме да го прескокнеме, а тоа е светскиот ден на театарот. Нека им е честито на сите актери, режисери, всушност на сите театарски луѓе и да ја посакаме добро утро на Емилија Мисевска, актерка при Драмскиот театар Скопје. Емилија, добро утро. Добро утро и од мене. Емилија, вака за самиот почеток, јас само ќе ве прашам накусо, Слободанка ќе продолжи. Нели, сега претпоставам дека знаат веќе гледачите дека секоја година по овој повод се пишува една порака, се одредува еден театарски работник од нашата земја, еден на светско ниво, секоја земја свој. За ова година е Коле Ангеловски, мислам, така? Да, така е. Е, сега. Ова мора да потпрашам, зашто пред некој ден имавме пејач, јас му честитав новата песна, која што впрочем беше стара 2 години, за да не сум утнаа случајно. Овој момент само ќе го издвојам од пораката на Коле, вели дека за вас театарџиите овој ден му доаѓа како куќна слава. Па баш така, да. Па сакам да те прашам ти како го доживуваш? Па како куќна слава. Така. Па значајно е, ова е нашата љубов во суштина и многу е важно да имаме еден ден во годината кога нашите важни нешта ќе ги прославиме. Супер, и ќе имаш ете можност и да ги пренесеш и на нашите гледачи. Така е. Повелете. Благодариме Искра, добро утро и од мене и добре ни дојде и многу Добро ми е утро. драго што токму на овој ден, светскиот ден на театарот, си наша гостинка. Ви благодарам на кажеме, поканата. Се уште едно од помладите наши актери. Се уште? Се уште? Така, тоа веќе се гледа и визуелно по тебе. Благодарам. Како сме ова утро? Одлично, станата рано, се спремив и го започнувам денот со вас и со вашите гледачи. И имам одличен повод за славење Така е. цел ден. Како што кажа Искра, да вас ви овој ден ваш, ке кажеме. И што е она што денеска вие ке го сторите, односно на каков начин ке го одбележите еве светскиот ден на театарот? Прво би било тоа прашање, да го слушнеме. Во однос Вие на актерите наши. Да, во однос на мојата матична куќа, Драмски театар, има некои знам дека околу 10 часот има деца од основните школи кои што ќе бидат добре дојдени да се запознаат со театарот. Одлично. Да, И да ги поттикнеме да го следат театарот. Така е. Значи ким се овозможи да прошетаат во театарот, да се запознаат со се што значи пред сцената и позади сцената и во околината на сцената, бидејќи тоа е една голема машинерија. Тоа театарот не се само глумците, актерите. Така е. Театарот се навистина многу луѓе и сето тоа не би можело да функционира без ниту еден. Костимографија, сценографија, шминкери и така реквизитери, точно, да. Мислам, можам да претпоставам голема е навистина бројката. Ќе ги голема поздравиме, бројка. секако. Поздрав до сите театарски работници. Така, кои се секогаш заедно со вас актерите. Емилија, не можам да го избегнам прашањето од каде желбата за актер, од каде желбата за театарот. Тоа не можеме да го избегнеме, сме го кажале можеби повеќе пати, но секако е светски ден на театарот, па мора и тоа да го кажеме, љубовта кон театарот. Кога се роди кај тебе? Тоа е една детска пловидба, една фантазија Која се во оствари? моментов размислувам. Да. Па тоа е најверојатно уште од мали нозе. Сега вака под порасната можеби би можела да го сублимирам нештото дека е од секогаш сум имала задоволство кога ќе интерпретирам нешто. Сочувството е многу важно за еден актер. И да сакаш нечија туѓа. Си била дел од драмски секции? Сум била, да. Предпоставувам. Сум била така. дел од сите драмски секции, од сите патронати. Да. Бев многу... Што значи талентот се забележува од мали нозе? Па да, знаете, не знам, бев присутна навистина на сите можни приредби. Дури ние во моето мало правевме... Беше главната актерка? Бев. Така. Бев и тоа е од мали нозе.
почнува да се создава И кога таа еве љубов. сонот, интересен разговор, мислам дека да убаво ни започна, еве сонот како од мали нозе нели се остварува еден ден во вистина, во она што го реализираме како желба и прв пат доаѓаме во допир со реалноста, од она што сме фантазирале и од она што сега сме така. Знаете Како беа тие моменти, како ги доживеа? Мојата генерација, повеќето од мојата генерација има амбиции да станат правници, економисти. Се сеќавам дека во периодот кога бев средно, сите беа поучени од дома од што Каде би има можеле да повеќе живеат пари, да. финансиски. Така. Меѓутоа, јас се уште сметам дека она кое што најмногу го љубиш, може да ти даде и најголем поврат. Така е, се согласувам. Бидејќи не можеш да бидеш робот и да работиш нешто колку само за да заработиш. Со Мојата љубов. професија е креирање, креација. Едноставно не можам да се пожалам бидејќи уживам во она што го работам Така. и навистина сум среќна. Во Драмскиот театар во Скопје, мислам дека ако не се лажам, сме од 2014 година, Так, да. што значи ве поминати се веќе 10 години. Ајде Цела малку, деценија. Цела деценија, да. Меѓутоа нека се множат, јас ќе Благодарам. кажам, да, еве баш на денот светскиот ден на театарот, нека се множат многу театарски представи. Она што е важно ги споменавме, ќе се навратаме и на дечињата од основните училишта, да ги потикнеме и да им ја пренесеме онаа љубов кон театарот, затоа што и од таму многу може да се научите како не. Само сакам да докажам дека во однос на денов, во Драмскиот театар во 18 часот ќе има промоција на монографијата на Ристо Стефанов, Одлично. таткото на Драмскиот театар. Во 19 часот ќе биде и Имаме репертоар, значи денес. во 19 часот ќе биде именување на големата сала по неговото име и во 20 часот ја играме представата Мојот маж на Нела Витошевик и за овој ден, за денешната изведба ќе биде бесплатен влезот, меѓутоа веќе се сите карти резервирани по повод светскиот ден на театарот и во однос на прославата на денот. А во однос на овие 10 години, Да, 10 што години. ги поминувам во Драмскиот театар, можам само да се пофалам дека навистина си го живеам својот сон, бидејќи сум дел од исклучително добри представи. Се радувам и на представите во кои што јас не сум, на представите што сум ги сведочила на моите колеги и на мојот Се наоѓаме театар. некогаш и од другата страна во А како публика, не? така, да. Па мене ми е многу жал што некои представи во кои што јас играм не можам да ги гледам. На снимка, на видеоснимка, сигурно и го Па имате да, и тоа. меѓутоа таа не е филингот таа не е тој, магијата. знам, да. Не знам, сега наредно, последната представа во која што бев Падот на Масада, исто добра, многу добра представа, навистина им ја препорачувам на сите. Па заминуваме во април на фестивал во Подгорица на Рута. Со Рутата навистина Од каков тип на прошетавме. фестивал е овој што го споменуваме сега? Тоа е едно меѓу ексиу Просториве. Театар. Си одиме на гости со представите, секој Со своја град, представа да, театарска, одлично. си има еднаш во годината организира, не знам, бевме на Бриони во Хрватска, се случува и во Сараево, во Љубљана. И какви се искуствата во Црна еве Гора, со актерите, преубави. театарските актери Преубави таму, се. Прво Дружбите. настапувате пред друга публика, Да, со превод, следат со превод. Така. Во секој случај се разбираме, нели? Меѓутоа е коректно да има превод. Прекрасно е. Те гледаат колеги од другите држави, разменувате ваши атракции, ваши сваќања, ваши гледишта на, па не знам и познати драми, дружбите си. Така. Ако нема дружби, ако не си ги следиме представите, Ништо од тоа. ако нема сведоци за она што го работиме, онда Така. Емилија ги кажавме овие 10 години, меѓутоа неизбежно и прашањето во кои улоги најмногу се најдете? морам да ви кажам дека мојот професор Владимир Милчин
Тоа беше Ах, тој ми учи така. лекција Со неговите лекции. што секојдневно се повторуваше, без разлика што и да играме. Тој е исто Знаеш ли како... толку да го извлече најдоброто од вас, еве, со оглед на тоа Знаеше. дека јас слушам такви токму муавети, да кажам Одличен за професор. него. Да. Одличен професор, човек кој што те поттикнува постојано да размислуваш, бидејќи ова е време кога цел време сме во телефоните и просто човек закржлавува. Да не затупиме, еве, народски вака да кажам. Да не затупиме, да. Меѓутоа, да, навистина ми недостигаат тие студентски денови, меѓутоа основата на размислувањата, погледите на театарскиот свет, па и што е најважно за нас, бидејќи добар човек не може да биде лош актер. Браво. И Убаво кажано. најважната лекција беше дека секоја улога е важна. Реквизитерот е важен. Испициентот во представата, што никој него ни гледа, е важен. Суфлерот е важен. Светлоамајсторот е важен. Се е многу важно. Јас би било многу неблагодарно да издвојувам представи, меѓутоа во моментов представите што ги играм и што се дел од репертоарот на Драмски театар, Мојот маж, Чудна случка со кучето во ноќта, Падот на Масада, Кафес кај кокони, тоа се представи кои што луѓето доаѓаат да ги гледаат по неколку пати. Така. И тоа е Се враќаме повторно. Тоа е најубавото нешто што може Така. да го добиеме. Ајде сега ќе ми кажеш и за тоа како актери. Секогаш ние, кога сме во публика и кога ви гледаме како вие сте во таа ваша улога, и ние исто така веќе се внесуваме во вашите улоги и се ужива во како публика, дел од публиката, убаво кажа, камо да сум и јас дел од публиката. Меѓутоа, сите оние текстови кои што треба да се научат, да се одглуми сето тоа, кога и како сето тоа и на кој начин функционира, мораме да слушнеме, еве. Поточно, кај тебе? Луѓето мислат дека големиот текст е умешноста што ние можеме да ја изнесеме. Меѓутоа не е. Текстот се совладува во текот на процесот. Процесот трае 2-3 месеци од прилика, во зависност од потребите на представата. Текстот, учењето на текстот е најлесното нешто. Пратењето на партнерот, затоа што тоа е жива материја, во моментот го играте нештото. Тоа не е филм. Па ајде сега, чекај се, така е. малце повеќе насмеј се или расплачи се. Значи, следењето на енергијата, тоа е една кохезија која што е најтешка на сите луѓе да ја следат. Енергијата меѓу луѓето и следењето. Театарот е една магија што се случува во моментот. Значи, ние се играме себе си меѓутоа преку други луѓе. Нашите погледи на светот, нашето разбирање, она што исто така според мене е многу ретка карактеристика на денешницава. Така да се е во моментот и навистина текстот е најлесното нешто што може да се одигра. Еве, за да знаеме ние дека тоа е едно од најлесните нешта во театарот. Да, затоа ако што нас не изгледа нешто како да е од случува. Така. Секоја изведба е различна. Една реплика вечерва ќе ја кажам потиснато, можеби партнерот ќе ме предизвика да ја кажам погласно. Мислам, зависно од моментот, така. Следењето на енергијата и на целата екипа, тоа е... Впрочем, и затоа сте актери, нели? Во одредениот момент и притоа да луѓето дојде... мислат дека, вие актерите си глумите, Глумиме ли сега ова утро? Па не. Затоа што сме ние уморни од тоа. Ние сакаме вистински, исконски нешта. Еве, како поминува еден ден во театарот? Па, ако работиме нов процес, да ни опишеш, ако работиме нов со оглед на процес, тоа дека е светскиот ден на театарот. Како е кај нас? Ако работиме нов процес, одиме на проба од сабајлето. Пробите траат минимум 4 часа. Процесот на работење на работата. Работење на една представа е почетокот е на маса.
Значи се анализира текстот, се навлага во текстот, ако има потреба од некакво ново изучување, да речеме за чудна случка за куќето, на куќето во ноќта, учевме паркур. Значи, или може би треба да совладаш свирење на некаков инструмент. Постојано нешто се предизвикуваме. Меѓутоа, самиот почеток на работењето на представата е работа на маса, анализирање на психолошките моменти, што треба во иднина да се одиграат. Така. Потоа се качуваме на сцена, се бараат сцените, се адаптираат во простор, па потоа тоа е една комплексна работа, што дури вака кога го кажувам, е толку едноставно, а во моментов ми текне колку е и истовремено лесно, затоа што го сакаме тоа, но и навистина тешко. Тешко и комплицирано, да. Вечерта секогаш имаме представи, играме од 8-20 часот. Така. Меѓутоа има представи кога сме од сабале до вечер. И кај нас нема работен ден. Со енергијата да ја задржиме на она ниво на кое што треба чуваме. да се задржи? Значи, просто е мора да вежбаш, мора да си некако активен, треба да се исхрануваш здраво, може да излезеш, да си дозволиш да излезеш некаде, меѓутоа да се вратиш порано. Така, луѓе сте, така. Така е. Едноставно треба да сме дисциплинирани, затоа што бара многу енергија, психофизичка. Верувам. И секој си се чува на свој начин. Собствените ритуали. Так. Собствените ритуали, кажавме, треба да си физички активен. Секако да изгледаме наспан, точно така, со оглед на тоа дека енергијата е многу потребна да се вложи, затоа што публиката треба да ја почувствува онаа енергија која што вие давате на сцената. Кога сме на сцената, веќе и тоа го образложивме и кажавме, јас мислам дека ако ништо друго, барем за овој ден, светскиот ден на театарот, прочепкавме секаде онаму каде што треба нешто да извоиме. Доколку е нешто многу важно, а јас можеби подзаборавив, ќе оставам на самиот крај на тебе со оглед на тоа дека ти си наша театарска. Благодарам. Важно е дека луѓето би сакала да одвојуваат време. Да, еве колку е важно да посетиме театар, точно така. Па мислам дека толку се сите влезени во работата, во секојдневието, да луѓето стануваат се подалечни од уметноста. А уметноста е важна за ослободување, за преиспитување, да те поттикне кон некои нови собствени револуции, да те поттикне да се отвориш, да поттикне да размислиш, можеби и да се поистоветиш, да сватиш дека она што ти се случува на тебе во моментов не се случува само на тебе и дека не знам, тоа е една музика за душата, едно да имаме повисока свест и се разбира на чувство за театар. Чувство и време за себе е тоа. И време за себе, толку така да се се апелира постојано, нели да седнуваш и уживаш. Некој друг за тебе си работи за она за што ти сакаш во моментот да го погледнеш како театарска представа, а вие сте тука за нас, така е. Би сакала луѓето да почесто одат во театар. Ние имаме редовна публика, има, како што напоменав, луѓе кои што доаѓаат и по неколку пати да ги гледаат представите. Да ги потикнеме оние кои можеби не се толку редовни. Нека одвојат време за себе. Јас им ветувам дека ќе се чувствуваат одлично. Одлично, да. Како што и се чувствуваме, Емилија, благодарам многу. Искра, дали имаме уште некоја минутка време? Знам дека драмскиот секогаш имал публика, со тоа нема проблем, но таа навика се создава уште од мали нозе. Претпоставам дека токму затоа денес имате и отворен ден за основците. Ние исто така неодамна имавме основци и се можам да замислам колку им интересно кој ќе ги шете. Кој е задолжен за таа прошетка? Па вработените во театарот, маркетинг, тие се задолжени, директорката се надевам, да. После вашава емисија сигурно би ќе пројдам да видам што се случува, да, и многу ми е драго што се случува баш тоа, затоа што навистина е
битно уште од мали нозе да бидат вплотени и да бидат насочени. Би сакала за крај, Ивет, само уште едно подпрашање. Кажа дека сонот од малечка, Иве, сега ти е остварен. Имаме ли уште некој сон од театарот што се однесува, што не е? Секогаш има сонови, како не, да. како не, мене ми е Јас сон. посакувам на денешниот ден да ти се оствари. Ти Тоа сакам да благодарам, го би кажам. сакала еден ден Хамлет да го изиграм, Ете, например. дај Боже. Па се надевам дека едно Так. утро ќе дојдам овде и ќе се пофалам со тоа остварување. Тоа го посакувам и многу ти благодарам што одвои време и што ни го разубави утрото. Ви благодарам и на вас. Благодарам. Се најдобро. Да, и со оглед на тоа што нели Емилија рече дека многу е важно да се даде поддршката и на другите колеги, да споменеме дека и другите театри денес по повод Светскиот ден имаат програма, да им честитаме премиера на театар Комедија денес. Така е. При Лепскиот театар оди со 2 бесплатни представи, така што целосно нека биде денов посветен на театарот.